Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 8. Професорот по волшебни напивки. Гледај таму. Каде? Го гледаш високоно момче со црвена коса? До него. Со очила? Му го виде лицето? Му ја виде лузната? Од моментот кога излезе од спалната следното утро, Хари постојано беше следен од шепот. Учениците што чекаа пред училниците се креваа на прсти за да го видат или се враќаа два пати по ходникот за да го видат уште еднаш. Хари се молеше да престанат, зашто мораше да се сконцентрира на патот до училниците. Во Хогвартс имаше 142 скалишта. Некои беа широки и цврсти, некои тесни и расклатени, некои во петок не водеа до истите места како и обично, а некои имаа скали што исчезнуваа, па требаше да се запомни нивното место за да се прескокнат. Имаше врати што не сакаа да се отворат ако не ги замолиш учтиво или ако не ги скокотнеш на точно определено место, а некои воопшто и не беа врати, туку цврсти ѕидови што се преправаа дека се врати. Беше многу тешко да се запомни каде што се наоѓа, зашто се чинеше дека се е во постојано движење. Ликовите од портретите постојано си одеа на гости, а Хари беше сигурен дека дури и штитовите се шетаа наоколу. Ни духовите не беа од голема помош. Децата секогаш се здрвуваа кога некој од нив ќе се лизнеше низ вратата што тие попусто се обидуваа да ја отворат. Речиси безглавиот Ник беше среќен да ги упати новите ученици во вистинската насока. Ама Пивс секогаш ги носеше до две заклучени врати и скалишта полни со трикови. Им фрлаше корпи за хартија на главите, им ги влечеше килимите од поднозете, ги гагеше со парчиња креда или невидлив ќе се прикрадеше до некој од децата, ќе го грабнеше за носот и ќе почнеше да вика: "Аха, ти ја фатив сурлата!" Уште полош од Пивс, доколку е тоа можно, беше домарот Филч. Хари и Рон успеа да го изнервираат уште првото утро кога ги најде како се обидуваат насила да отворат една врата, што за несреќа испадна дека е влезот во забранетото крило од третиот спрат. Не им веруваше дека се загубени, беше сигурен дека намерно сакаат да провалат и им се закануваше дека ќе ги заклучи во занданата, ама за среќа од тука помина Квирел и ги спаси од неговите раце. Филч имаше мачка со боја на прашина и со име Госпоѓа Норис. Испиено суштество со оџарени светнати очи како фенери, исти како Филч. Таа ги патролираше ходниците засебно. Ако некој прекршеше некое правило пред неа, ако пречекореше макар и милиметар преку забранетата линија, таа трчаше по својот газда, кој ќе се појавеше сиот зазбивтан за 2 секунди. Филч ги знаеше тајните премени во училиштето подобро од сите, освен можеби од близнаците. И можеше да се појави пред тебе кога најмалку го очекуваш. Не баре и тој беше дух. Сите ученици го мразеа, а многумина сонуваа за денот кога ќе можат да ја опнат една добра клоца на Госпоѓа Норис. Покрај ова требаше да се мисли и на часовите, доколку успееш да стигнеш до нив. Хари брзо увиде дека волшебништвото е многу посериозна работа од мафтање со стапче и кажување смешни зборови. Мораа да го проучуваат небото низ телескопите секоја среда на полноќ, да ги учат имињата на разните ѕвезди и движењата на планетите. 3 пати неделно одеа во стаклените бабчи зад замокот да учат хербологија со професорката Спраут, која ги учеше како да ги одгледуваат чудесните растенија и габи и која е нивната употреба. Наиздодевниот се беа часовите по историја на волшебништвото, единствените каде за професор имаат дух. Професорот Бинс мора да бил многу стар кога една вечер заспал пред огништето во канцеларијата и следното утро се разбудил и отишол на часови оставајќи го своето тело во фотелјата. Бинс постојано го фаќаше дремка додека учениците во тетратките ги чкртаа имињата и датумите и ги мешаа Емерик Злобниот и Урик Чудакот. Професорот Флитвик, што предаваше магии, беше ситно човече што мораше да стои на куп наредени книги за да може да ги гледа учениците преку катедрата. На почетокот од првиот час го зеде дневникот и почна да ги прозива учениците. Кога стигна до Хари, возбудено писна и се истумпа назачки. Професорката Мегонагал беше сосема поинаква. Хари беше во право кога помисли дека нема да можат лесно да излезат на крај со неа. Строга и умна, им одржа еден говор уште во првиот момент кога седнаа во незината училница. Преобразувањето е една од најсложените и најопасните магии што ќе ги учите во Хогвартс, им рече.
Ако некој се обиде да направи неред на моите часови, ќе биде отстранет и никогаш веќе нема да се врати. Немојте да кажете дека не сум ве предупредила. Потоа ја преобрази катедрата во прасе, а прасето пак во катедра. Сите беа воодушевени и одвај чекаа да почнат. Но наскоро сватија дека уште долго нема да можат да го преобразуваат мебелот во животни. Прво изнапишаа еден куп комплицирани белешки, а потоа секој доби по едно чкорче што требаше да го преобразат во игла. До крајот на часот само Хермиона успеа да го смени изгледот на своето чкорче. Професорката им покажа на сите како тоа станало сребресто и зашилено и подари на Хермиона една од своите ретки насмевки. Часот што сите со нетрпение го очекуваа беше одбрана од мрачните сили, но предавањето на Квирл испадна една голема шега. Училницата труеше на лук. Сите зборуваа дека професорот така се варди од некаков вампир што го сретнал во Романија и кој му се заканил дека ќе го најде каде и да е. Им раскажа дека турбанот му е подарок од еден африкански принц во знак на благодарност што го ослободил од некој опасен зомби, но не беа сигурни дали да веруваат во приказната. Кога едно од децата љубопитно праша како успеал да го победи тој зомби, Квирл поцрвене и почна да зборува за времето. А освен тоа, од турбанот се ширеше толку непријатна реа, што близнаците пуштија приказна дека го носи за во него да скрие уште лук, за да биде заштитен каде и да оди. На Хари молесна кога виде дека не е најлош од сите. Многумина од учениците потекнуваа од семејства на нормалци и, исто како него, пред да дојдат во училиштето, воопшто немаа поим дека се волшебници. Имаше толку многу за учење, што дури и децата како Рон немаа голема предност. Петокот испадна среќен ден за Хари и Рон. За прв пат успеа да слезат до големата сала на појадок без ниеднаш да се загубат. Што имаме денеска? Праша Хари додека тураше шеќер во житната каша. Блок часови по волшебни напивки со слидеринците, рече Рон. Снејп е председател на нивниот дом. Вела дека кај него се секогаш привилегирани. Баш да видиме. Камо среќа и ние да имавме привилегии кај Мегонагал, рече Хари. Таа беше председател на нивниот дом. Ама тоа не ја спречи да им зададе еден куп домашна работа. Токму тогаш стигна поштата. Хари сега веќе беше свикнат на неа. Но првиот ден се стаписа кога стотина бубови влетаа наеднаш во големата сала за време на појадокот и почнаа да кружат наоколу барајќи си ги сопствениците за да им спуштат писмо или пакет во скутот. Хедвиг му немаше уште ништо донесено. Понекогаш ке слеташе само за да го клукне нежно по убо и да грицне малку тост пред да оди да спие со другите бубови во училишниот буварник. Ова утро, меѓутоа, слета меѓу мармеладот и шеќерот и спушти писмо на чинијата. Хари веднаш го отвори и почна да го чита начкртаното со невешт ракопис. Драги Хари, знам дека сте слободни во петок поплане. Дојди на чај околу 3. Одвај чекам да чујам како ти помина првата недела. Прати ми одговор по Хедвиг. Хагрид. Хари го поземи перото од Рон. Напиша. Супер, се гледаме. На опачината од писмото и ја прати Хедвиг назад. Среќа што Хари ја доби поканата за чај, па имаше на што да се радува, зашто часот по волшебни напитки се претвори во катастрофа. На банкетот Хари доби впечаток дека не му се допаѓа на Снејп. До крајот на првиот час му стана јасно дека сгрешил. Снејп го мразеше. Часовите по волшебни напивки се одржува во подземните зандани. Тука беше постудено отколку во замокот и многу морничаво и без теглите со балсамирани животни што лепдеа крај зидовите. Снејп, како и Флитвик, го почна часот со читање на имињата на учениците од дневникот. Исто како него, запре на името од Хари. Да, рече тивко. Хари Потер. Нашата нова звезда. Драко и неговите другари Креб и Гойл ги покрија устите со раце. Снејп го заврши прозивањето и прелета со очите по одделението. Очите му беа црни како на Хагрид, но во нив немаше топлина. Беа студени, мрачни и празни, чиниш тунели. Овде сте за да ја научите суптилната, прецизна наука на правење волшебни напивки. Почна. Говорот му беше одвај погласен од шепот, но му се слушаше секој збор. Како и професорката Мегонагал,
Снейп без напор одржуваше мир во класот. Овде нема глупости како мафтање со стапче и на многумина од вас ќе им биде тешко да поверуваат дека ова е волшебништво. Не очекувам дека некогаш ќе разберете убавината на котелот, што тивко врие и на светкавата пареа што се крева над него, деликатната моќ на течностите што лазат низ човековите вени и му го магепсуваат умот и му ги замруваат сетилата. Можев да ве научам како да налеете слава, да ферментирате моќ, дури и како да ја запрете смртта. Да не бевте само куп обични шутраци какви што секогаш доаѓаат во училиштево. По неговиот говор настана тишина. Хари и Рон се погледнаа со кренати веќи. Хермиона седеше на работ од столчето и беше очајна што нема можност да докаже дека не е шутрачка. Потер, одненадеж изусти Снейп. Што ќе добијам ако додадам источен корен од момина солза на чај од пелин? Источен корен од што? На чај од што? Хари погледна во Рон, но и тој изгледаше збунет како него. Само раката на Хермиона се крена високо во воздухот. Не знам, изусти Хари. Устните на професорот се искривија во подсмешлива насмевка. Значи, славата не е баш се. Се правеше дека не ја забележува раката на Хермиона. Да се обидеме уште еднаш, Потер. Каде може да се најде безоар? Хермиона ја крена раката уште повисоко, но Хари немаше поим што е тоа безоар. Се обидуваше да не гледа во Драко Креп и Гойл кои се тресеа од смеа. Не знам. Да не ти текна да ја отвориш книгата пред да тргнеш на училиште, а, Потер? Хари се присилуваше да продолжи да гледа во студените мрачни очи без да го скршне погледот. Тој ги разгледа книгите, но зарем професорот очекуваше да има запаметено се од 1000 волшебни тревки и гави? Снейп се уште ја игнорираше растреперената рака на Хермиона. Што е разликата, Потер, меѓу јадич и мудар корен? На ова прашање Хермиона стана и ја испружи раката кон таванот. Не знам, одговори Хари тивко. Ама мислам дека Хермиона знае. Зошто не ја прашате неа? Неколку ученици се насмеаа. Шејмас му намигна на Хари, но на Снейп се уште не му беше доста. Ти седи, извика на Хермиона. За твоја информација, Потер, момината солза и пелинот прават приспивна напивка, толку силна што уште е позната и како жива смрт. Безоар е камен изваден од стомакот на козата и е противотров на повеќето познати отрови. А јадичот и модриот корен се иста билка уште позната како аконит. Па што чекате? Зошто не го запишувате се во ова? Сите наеднаш почнаа да ги бараат перата и свитоците хартија. Сред вревата што настана, Снейп рече: На Грифиндор ќе му биде одземен поен заради твојата дрскост, Потер. Работите не тргнаа на добро за Грифиндор ни на вториот час. Професорот ги подели на барови и им зададе да направат едноставна напивка за лечење чиреви. Шеташе наоколу во својата црна наметка и ги надзираше додека ги мереа сувите коприви и ги точеа змиските заби. Имаше замерки за сите освен за Драко, кој веднаш му стана миленик. Таман им кажуваше сите да погледнат колку убаво ги сварил Драко своите голи полжави, кога училницата се наполни со облаци кисел зелен чад и со гласно шиштење. На Невил некако му успеа да го стопи котелот на Шејмас во безоблична грудка и нивната напивка течеше по камениот пот и правеше дупки во чевлите на децата. За само неколку секунди сите се најдоа застанати на столовите, а Невил, кога напивката го полеа кога се истори од котелот, лелекаше од болка додека жешки, црвени чиреви му излегуваа по нозете и рацете. Идиоту! Викаше Снейп, со еден замав на своето стапче ја исчисти историната течност. Мораше ли да ги додадеш боцките од бодликавото прасе пред да го тргнеш котелот од оганот? Невил липаше додека нови чиреви му избиваа на носот. Однеси го во училишната болница, му рече на Шејмас, потоа им се сврте на Хари и Рон кои работеа веднаш до нив. Ти, Потер, зошто не му кажа да не ги додава боцките? Мислеше дека ти ќе изгледаш попаметен ако тој изгреши, а? Уште еден поен помалку за Грифиндор. Ова беше толку неправедно што Хари ја отвори устата да се побуни, но Рон скришум го клоцна со ногата. Не продолжувај, му шепна. Ми кажуваа дека може да стане многу незгоден.
Додека се качуваа по скалите кон големата сала, еден час подоцна, Хари беше многу снужден, а мислите му беа несредени. Изгуби 2 поена за Грифиндор уште во првата недела. Зошто ли го мразеше Снейп толку многу? Главата горе, му рече Рон. И Фред и Джордж секогаш губат поени кај него. Може ли и јас да дојдам кај Хагрид? 5 минути пред 3 излегоа од замокот и тргнаа преку тревниците. Хагрид живееше во дрвената куќерка на самиот раб од забранетата шума. Пред вратата стоја еден самострел и чифт галоши. Кога Хари чукна на вратата, однатре се чу избезумено гребење и неколку громогласни лавежи. Потоа затвони гласот на Хагрид. Назад, Фенг! Назад! Хагрид ја подотвори вратата и во процепот се појави неговото големо влакнесто лице. Почекајте, им рече. Назад, Фенг! Потоа ги пушти внатре, борејќи се да го задржи под контрола огромниот црн ловечки загар. Внатрешноста на куќата беше една голема соба. Од таванот висеа чадени шунки и фазани, а на отвореното огниште клокотеше бакарно котле. Во ќошот стоеше огромен кревет со прекривка направена од крпчиња во разни бои. Раскомотете се, рече Хагрид и го пушти Фенг, а овој му скокна на Рон и почна да му ги лиже ушите. Како истопанот, ни куќето не беше толку диво колку што изгледаше. Ова е Рон, му го представи Хари својот другар на Хагрид кој веќе туреше врела вода во чајникот и ставаше колачиња на чинијата. Уште еден Визли, а? Рече Хагрид фрлајќи поглед кон пегите на лицето од Рон. Пола живот ми помина во бркање на близнаците низ шумата. Колачињата беа тврди како камен, но Хари и Рон се преправаа дека им се многу сладки додека му раскажуваа како си поминаа на првите часови. Фенг си ја намести главата во скутот на Хари и му се лигавеше по униформата. Децата беа одушевени кога слушнаа дека Хагрид го вика Филч стариот прч. А таа негоана мачка, господја Норис, баш би сакал некогаш да ја запознаам со Фенг. Кога и додам во училиштето ми се залепува за петици. Не можам никако да ја избегам. А тој прчо и заповедал да ме следи. Хари му раскаже како им помина часот по волшебни напитки. Хагрид, исто како Рон, го посоветува да не се секира многу, зашто Снейп не сака скоро никого од учениците. Ама мене посебно ме мрази. Глупости, рече Хагрид. Нема зошто да те мрази. На Хари му се причини дека Хагрид не го погледна право во очи кога му го рече тоа. Како е брат ти Чарли? Го праша Хагрид Рон. Бевме супер со него. Ептен го бива со животни. Хари се прашуваше дали Хагрид намерно ја смени темата. Додека тие разговараа за Чарли, тој забележа парче весник што лежеше под покривката од чајникот. Беше тоа истечок од дневниот пророк. Последни вести за провалата во Гринготс. Продолжи истрагата во врска со провалата во Гринготс на 31 јули, за која се верува дека е извршена од непознат мрачен волшебник. Чуварите на Гринготс уште еднаш потврдија дека ништо не е украдено. Трезорот во кој било провалено бил испразнет порано истиот ден. Ама не ви кажуваме што беше во него. Ако сакате да останете живи и здрави, држете го носот подалеку, изјави представник на Гринготс попладнево. Во возот Рон му кажа на Хари дека некој се обидел да ја ограби банката, ама не му го спомна датумот. Хагрид, извика Хари. Провалата во Гринготс се случила на мојот роден ден. Можеби провалникот бил таму во исто време со нас. Овој пат немаше сомнеш. Хагрид дефинитивно го избегна неговиот поглед. Промрморе нешто неразбирливо и им понуди уште од колачите. Хари го прочита надписот уште еднаш. Трезорот во кој било провалено бил испразнет порано истиот ден. Хагрид го испразни трезорот 713. Ако тоа може да се нарече празнење, подигање на неугледно пакетче. Да не било тоа што го барале крадците? Додека се враќаа назад на вечера со џебови полни колачи што од учтивост не можеа да ги одбијат, Хари помисли дека ниеден од часовите не го натера толку многу да размислува колку чајот со Хагрид. Дали Хагрид го подигна пакетчето во последен момент? Каде беше тоа сега? Дали Хагрид знаеше за Снейп нешто што не сакаше да му каже?